Денес сите првачиња од основното училиште Ѓорги Сугарев во Битола добија ранчиња со школски прибор за почетокот на новата учебна година. Ранчињата и школскиот прибор се обезбедени од Фондација Преда Плюс како дел од проектот БАИР, здружена акција за вклучување на роми, кој што заеднички се реализира со италијанската невладина организација Козви, Општина Битола и Преда Плюс фондација. Кампањата денес, која што се случуваше во ова училиште, беше иницијатива на повеќе организации, односно на Основното училиште Ѓорги Сугарев, на невладината организација Суминал, како и на образовните медијатори, кои што работат под Министерството за образование. Всушност, оваа кампања е дел од кампањата за зголемување на бројот на запишани првоодделенци од ромска националност, како и кампања за поттикнување на посетување на образованието од страна на ромските деца. Генерално ситуацијата со вклучување на образованието на ромите е на многу ниско ниво. Пред се тоа се должи на повеќе фактори и еден од поголемите фактори е и самата економска ситуација и сиромаштијата во која што голем дел од ова население во оваа населба живее. Освен фактите и освен ситуацијата на терен која што го покажува на вистина тоа, овие факти се поддржани и од истражувањето на Преда Плюс, кое што го спроведе минатата година, во кое што истражување доаѓа до израз еден факт дека 77% е невработеноста во населба Баир, а додека 72% од жителите во оваа населба живеат со месечен приход под 12.000 денари. Ова истражување беше спроведено во 2020 година во населба Баир со кај 840 луѓе од ромската националност кои што живеат во оваа населба. Ситуацијата е уште запрепастувачка во однос на вклучувањето на ромите во образованието, со тоа што податоците од ова истражување велат дека само 44% од луѓето кои што живеат во оваа населба имаат пристап до интернет, а додека само 15% имаат компјутер или лаптоп. Овој факт дополнително со тоа што знаеме дека минатата година образованието се одвиваше во онлайн, така да овие податоци кои што се сретнавме на терен докажуваат дека дополнително отежната ситуацијата со ова население со самото вклучување нивно во образованието. Најзапрепастувачките факти од ова истражување се всушност вклучувањето во образованието. Според податоците од ланското истражување, само 55% од школските деца се вклучени во основно образование, 24% во средно образование, а додека со предучилишно образование се опфатени многу мал број, само 2% од населението. За оваа ситуација да е ваква не е само причина пандемијата или моменталната ситуација, ова е континуиран процес кој што веќе се случува, што е и факт и самата образовна структура на населението кој живее во оваа населба. Запрепастувачки е фактот дека 84% од ова население е со основно образование или без формирано образование, додека многу мал дел, односно само 2% се со високо образование. Со цел да некако почнат да се менуваат овие работи во населбата Баир и состојбата да се подобрува кај ова население, реализираме со проектот БАИР низа на активности со кои што се трудиме да се подобри ситуацијата
целокупната ситуација во населба Баир кај ромското население. Пред се овие настани кои што ги организираме да ги мотивираме децата да се, односно родителите да ги испраќаат своите деца на училиште, пред се треба да се работи на подобрување на самата економска ситуација во населба Баир.